сладневни вести на Канал Плюс. Добар ден. Во продолжение гледајте за денешните случувања во регионот и пошироко. Почнуваме со најава на дел од темите. Ке се намалат цените на 282 лека. На листата се фреквентни лекови за кардиоваскуларни заболувања, карциноми, болести на коските, невролошки и останати заболувања. Асфалтирани 3 улици во Зрновци. Инвестицијата е 1 милион денари, средства од буџетот на општината. Годинава во Зрновци е регулирано коритото на Морошка река, а изграден е и мост на Видовишка река. Вечерва во Штип премиера на монодрамата Чекачот. Во Кочани стендап комедија во рамки на турнејата на комичарот Бојан Велевски. Министерството за здравство најави намалување на цените на 282 лекови. На листата со намалени цени се лекови за кардиоваскуларни болести, рак, за дијабет и многу други. Со ова осмо намалување на цените на лековите, вкупната заштеда според Министерството за здравство е околу 1 милион евра. Ново намалување на вкупно 282 лика, најави Министерството за здравство. Се работи за осмо поред намалување на цените на лековите, а со тоа вкупната заштеда ќе изнесува 1 милион евра. Намалувањето на цените на лековите се однесува на генерички, оригинатори и иновативни лекови. Вкупната во рамки на новите максимални цени намалени се малопродажните и големопродажните цени на 203 генерички лекови, 73 оригинатори и иновативни лекови, кои стапија на сила од 3 ноември. Вкупната заштеда кај генеричките лекови на годишно ниво изнесува 706.130 евра, додека кај оригинаторите и иновативните лекови изнесува 430.236 евра, што значи дека годишната заштеда ќе биде некаде над 1 милион евра. Со намалувањето на цените на лековите се опфатени лекарствата за болничко лекување и лековите кои граѓаните ги купуваат во аптека. Најголемо намалување на малопродажната цена кај некои од најчесто употребуваните генерички лекови има кај лековите кои се употребуваат за кардиоваскуларни болести, за рак, дијабет и така натаму. Најголемо намалување на малопродажните цени кај некои од најчесто употребуваните генерички лекови имаме кај золендронската киселина. Тоа е лек за третман на остеопороза и рак на коски со разлика во цена од 40,36%. Старата малопродажна цена била 8.052 денари, а новата изнесува 4.802 денари, што ќе овозможи годишна заштеда од дури 264.000 евра. Лориста Х, тоа е лосертан, генеричко име, лек за висок крвен притисок, со разлика на цена од 27%. Старата малопродажна цена била 289 денари, а новата изнесува 209 денари, што ќе овозможи годишна заштеда околу 96.700 евра. Еманера капсула, лек кој делува на гастроентеростиналниот тракт за третман на чир, со разлика во цената од 47,46%. Ова се само дел од лековите кои се со намалени цени. Како што појасни Тодоров, Министерството ќе продолжи со применување на оваа мерка и дека со намалувањето на цените се добива значителна заштеда која што може да се искористи за други потреби во медицината. Општина Зрновци продолжува со реализација на инфраструктурните проекти. Асфалтирани се и преостанатите 3 улици во населеното место Зрновци. Оваа општина годинава ја завршува со реализација на неколку важни проекти, како што е уредувањето на речното корито на Морошка река и изградбата на мост на Видовишка река. Општина Зрновци денеска со нов проект за решавање на патната инфраструктура во општината. Со средства од 1 милион денари во населеното место Зрновци започна асфалтирањето на 3 улици во вкупна должина од 1000 метри. Битен фактор за општината е да се има добра изградена патна инфраструктура со цел да им се обезбеди подобра мобилност на луѓето и на стоките. Од таа причина, ние годинава се одлучивме да асфалтираме неколку улици во должина од 1000 метри. Значи ќе биде асфалтирана улицата крак од улицата Аспарук Манев, крак од улица Филе Ристов и крак од улица Генерал Апостолски во должина од 1000 метри. Со обзир на конфигурацијата на теренот на овие улици,
се одлучивме изградба на атмосферска канализација која веќе е поставена, така да во иднина очекуваме дека проблемот што беше од атмосферската вода ќе биде решен, значи сите оние оштетување на самата улица и тоа оштетување и имотите на граѓаните ќе бидат веќе минато. Средствата за асфалтирање на овие улици се обезбедени преку буџетот на општината во вредност од 1.400.000 денари. Меѓутоа ние овде не застануваме, значи во блиска иднина планираме да асфалтираме уште неколку улици, и тоа не само во Зрновци, туку и во село Видовиште и село Мородис. Инаку општината во изминатите месеци од оваа календарска година реализираше повеќе комунални проекти во интерес на животот на граѓаните од општината, зашто градоначалникот Станков истакнува. Можам да кажам дека имавме плодна година, с обзир на тоа што веќе е завршен, целосно завршен патот, регионалниот пат Видовиште-Теранци, значи ова е една голема капитална инвестиција. Со тоа обезбедевме една нова сообраќајна алтернатива за граѓаните на општината, значи многу поврзен пристап и излегување на магистралата Кочани-Скопје, така да навистина овој проект беше со години посакуван, еве веќе тој се има реализирано. Меѓутоа исто така, значи посветивме внимание и на неколку други проекти во делот на инфраструктурата. Тука можам да го спомнам и проектот изградба и регулација на речното корито на реката Морошка. Целосно ги завршивме годинава и црквите во село Мородис и црквата во село Видовиште. Направивме термофасада на општинската зграда. Отворивме пензионерски клуб и уште многу други помали проекти. Изготвивме и техничка документација за повеќе проекти кои што годинава ќе бидат аплицирани. Меѓутоа познато е и дека за повеќе проекти веќе ни се одобрени средства. За некои од нив веќе тендерската постапка е во тек. Јас очекувам дека уште пред нова година ќе се започне со реализација на истите. Очекувам дека до крајот на годината или почетокот на следната година ќе започнеме со изградба и на детската градинка, уредување на речното корито на реката Зрновска втора фаза и асфалтирање на улица Скопска, која што е во должина од 500 метра, меѓутоа една улица во село Мородис, која што се протега покрај самата Морошка река, која што ќе биде во должина од 900 метри и истото ќе биде пропратена и со тротоари. И во наредната година општина Зрновци ќе пристапи кон асфалтирање на улици во населените места во општината, како и почеток на изградба на детска градинка во Зрновци. Сувото и сончево време придонесе да се интензивираат жетвените активности на оризовите полиња. Оризопроизводителите годинава очекуваа обилен и квалитетен род, но обилните врнежи за доцнетата жетва ќе влијаат и на количината и на квалитетот на оризот. Штетите доправа ќе се сумираат. Убавото и сончево време предонесе жетвата на оризот во Кочанско да се интензивира. Земјоделците го користат секој ден да влезат во нивите од кој водата веќе е повлечена, за да го соберат родот од полињата кој годинава е повеќе од задоволителен. Од насеаните 4310 хектари во Кочанско се ожнеани 2447 хектари или 56,7%, истакнува Јордан Димитров, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Во годинешната жетва се вклучени 180 комбајни. Просечните приноси се движат и до 5800 килограми од хектар. Од застапените сорти ориз најголеми приноси има кај Сан Андрејата, додека кај турските сорти неколкуте кои се веќе во производство ги даваат очекуваните надпросечни резултати. Андрејата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле он гората. Мислам на Андрејата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Оризо е паднат, водата го зали и сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? Испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и таму нема пари. 50 може нудата, ама парите тешко се добиват. Арпа повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рендаман нема,
Што се однесува до откупот на арпата и белиот ориз, тој се уште не заживеал, иако веќе е договорена цената за откуп меѓу ресорното министерство, откупувачите и преработувачите. Се уште важи договорената цена од 25 денари за откуп на килограм арпа и 50 денари за откуп на килограм бел ориз. Вечерва во 19 часот и 30 минути во Домот на културата Бели Мугри во Кочани ќе настапи стендап комичарот Бојан Велевски. Вечерашниот настап во Кочани е дел од неговата турнеја во која се опфатени 30 градови во државата. Ице од детската серија Наше мало, актерот и стендап комичар Бојан Велевски со стендап настап во Кочани. Бојан успешно ја спроведува својата македонска турнеја во над 30 градови. Неодамна Велевски одржа настапи пред штипската публика, а вечерва е во Кочани. Најпред да кажам, името на турнејата е Tour de Stand-up, инспирирано од Tour de France. Нели, треба да поминеме многу километри, па ети како на Tour de France, така и ние сакаме да поминеме што е можно повеќе градови. Почнуваме од Источна Македонија и поднасловот на оваа турнеја е Tour de Stand-up Исток. Бојан е првиот македонски стендап комичар кој се реши на ваков начин да ги посети сите македонски градови и бар за момент публиката што доаѓа да заборави на своето секојдневие и да се припушти на смиета. Од неговото досегашно искуство вели дека народот сака ваков вид на драма. Стендапот има огромен потенцијал кај публиката, со тоа што се уште не е доволно искористен според мене. Токму една од целите на оваа турнеја е да го искористи тој потенцијал и што се вели да покаже дека публиката сака да присуствува на ваков тип на настани, бидејќи у принцип многу ретко се случуваат и условно кажано глатта кај луѓето за стендап е голема. Настапот ќе се одржи во Домот на културата Бели Мугри во Кочани со почеток во 19 часот и 30 минути. Влезот е 100 денари. Во Домот на млади во Штип вечерва во 19 часот и 30 минути ќе започне представата Чекачот, работена според романот Јад на Трајче Кацаров, а во интерпретација на Трајче Јованов. Представата е во продукција на Дом на млади и на театарчето за слушање и гледање од Штип. Пиесата има цел да му се помогне на човекот во потрагата по себе си, вели авторот Кацаров. Вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути на сцената во Дом на млади, премиерно ќе биде одиграна монодрамата Чекачот. Станува збор за представа чие сценарио е направено на основа на дел од романот Јад на Трајче Кацаров. Единствената улога во монодрамата ја игра Трајче Јованов, кој за содржината истакна дека се работи за приказ на човечкото чекање на одредени работи во животот, од раѓањето до смртта. Самиот автор на романот Јад, Трајче Кацаров, за своето дело вели дека е создадено со цел да се опише потрагата на човекот по самиот себе и да се разреши дилемата дали секојдневните случувања се механизмите кои се спротивставуваат на судбинската определба. На некој начин во ова представа која што представува и, да речеме, дел од овој роман, всушност третата глава од романот е ја инсценираме ние преку ликот во романот Јад Кара, всушност збор Чекачот, кој што само по себе зборува и се наоѓа во ситуација одредени општествени структури преку своите идеолошки апарати, а заедно и преку, како се вика, и преку сите други средства потребни на располагање, се трудат да ја променат природата на човекот. Се трудат да го променат човекот. Пред вестите од светот информација за прекин на електрична енергија најавена од ЕВН заради изведување на работи на дистрибутивниот систем. Утре во период од 10 до 14 часот и 30 минути без електрична енергија ќе бидат жителите во Кочанската населба Бавчалук. Во истиот период од 10 до 14:30 прекин на електричната енергија ќе има во Делчевското село Бигла во Бумбарско мало, а од 11 до 13 часот без електрична енергија ќе бидат жителите на дел од улиците Илинденска и 1 мај во Берово. Доказите сугерираат дека бомба поставена од милитанти на Исламската држава била причината за падот на рускиот авион на египетскиот полуостров Синај, соопшти американски и европски безбедносни извори. По се изгледа просторот за багаж или на друго место во авионот била поставена експлозивна направа, изјави еден американски официјален представник. Доколку биде потврдено, тогаш тоа ќе биде за прв пат милитантите на Исламската држава да вршат напад врз патнички авион. Оваа терористичка група соопшти дека го извела нападот во кој на 31 октомври загинаа 224 патници и членови на екипажот, главно руси.
Во изминатите неколку недели припадници на иранската гарда хакерале електронска пошта на представници на администрацијата на Барак Обама. Се смета дека хакерските напади се поврзани со опсењето на бизнисмен од иранско-американско потекло во Техеран, при што главни цели се луѓето кои работат на политиката спрема Иран. Меѓу нив се и припадници на одделот за ирански прашања и бирото за блискоисточни проблеми во Стейт департментот. Меѓу целите се и новинари и академци. Околу 30.000 лица, претежно млади луѓе, синоќа повторно излегоа на антивладени протести на улиците во неколку романски градови и покрај вчерашната оставка на премиерот Виктор Понта. Според романската полиција, околу 20.000 луѓе присуствувале на протестот одржан на универзитетскиот плоштад во Букурешт, кој беше жариштето на бунтот против последниот комунистички лидер на Романија Николај Чаушеску. Демонстрантите ги обвинуваат властите за нестручност и корупција и побараа формирање технократска влада. Неколку часа по пуштањето на билетите за мечот меѓу Вардар и Барселона во ракометната лига на шампионите, истите беа распродадени. За надпреварот Вардар-Барселона можете да купите билет само за стоење кој е по цена од 150 денари. Љубителите на ракометот во Македонија за само неколку часа ги испразнија резервите на билетарницата во Јане Сандански. Од интернет страницата на која се продаваат билетите онлайн, Ticket Plus велат дека останале достапни само влезници за стоење. Нормално салата ќе биде исполнета до последното столче, а во атмосферата не се сомнева никој. Спортскиот центар Јане Сандански буквално ќе гори. Надпреварот е на 22 ноември во 17 часот и 30 минути. Македонската фудбалска репрезентација забележа пат на FIFA рейтинг листата објавена денеска и се наоѓа на 139-то место, 7 позиции полошо од октомвриското рангирање. За прв пат во својата историја на врвот се искачи Белгија, која ја симна Германија на второто место. Од противниците на Македонија во квалификациите за светското првенство 2018-та, кои почнуваат во септември, најдобро рангирана е Шпанија на 6-то место, а потоа следуваат Италија на 13-то, Албанија 36-то место, Израел 61-во и Лихтенштајн 163-то место. Во топ 10 се прво Белгија, второ место Германија, потоа доаѓа Аргентина, Португалија, Чиле, Шпанија, Колумбија. На 8-то место е Бразил, на 9-та позиција е Англија и 10-та е Австрија. Следното рангирање FIFA ќе го направи на 3 декември. Ова е се во планемното информативно издание на Канал Плюс. За настаните кои ќе го одбележат денот, гледајте во дневникот во 16:30. Пријатен ден!